почитувани колеги, почитуван министер Бесими, разгледувајќи го законов, најдов вака еден интересен опис. Вели основни цели на проектот се да се спречи, открие и да се одговори на заканата од коронавирусот COVID-19 и да се зајакнат националните системи за подготвеност на јавното здравство во Македонија. Основното начело врз основа на кое се заснова овој предлог на закон е обезбедување финансиски средства за да се овозможи реализација на проектот за итно справување со COVID-19 во Македонија. И тоа би било во ред, и тоа би било... Ние сме во COVID криза неколку месеци и 1 милиарда и 85 милиони евра отпосле ние тек сега земаме заем со кој што ќе треба да го спречиме ширењето на коронавирусот и внимавајте, итно треба да се повлече овој заем. Ако на минатиот тек од комисијата имавме конструктивна дискусија и се обидовме на предлог законот за викенд на ДДВ да дадеме конструктивни предлози со кои што сметавме дека ќе се унапреди или потенцијалниот ефект ќе се мултиплицира. За жал, тука сметам дека нема таков простор, заради тоа што вие сте министер кој што сте нов, имавте неколку гостувања на телевизиите и кажавте бројки кои што јас ревносно ги запишав, пробав да ги анализирам, да ги проразговарам со луѓе кои што повеќе ги разбираат и сметам дека моменталната ситуација на економијата и финансискиот тек на Република Македонија не ни дозволува вакви луксузи, особено да се поземуваме со кредити кои што се поскапи од ЕУ врзницата од 700 милиони евра кои што оваа влада ја потикна. Би сакал да прочитам неколку бројки кои што вие ги презентиравте. Тоа иде од прилика вака. Имаме рекорден буџетски дефицит кој за оваа година до овој момент е 920 милиони евра или 8,4% од бруто домашниот производ. Пат на економијата имаме за 4,4%. Историски најголем буџет од 4,1 милиарда евра во ситуација кога приходите се проектирани на 3,2 милиарди евра. Јавен долг кој што ќе ја пробие психолошката граница од над 60% од бруто домашниот производ, нешто за кое што вие прво велевте дека тоа нема да се случи, за по 2 недели да кажете дека јавниот 1% ќе се зголеми јавниот долг во однос на бруто домашниот производ со ребалансот. Ова се ваши изјави. Ова е изјава дадена во еден момент, ова е изјава дадена по 2 недели од во однос на таа, така да сметам дека треба малку подобро да се запознаете во ситуацијата која што се наоѓаме и подобро да ја креирате мерките. Во услови на ваква економска криза која што без разлика на политичката провиниенција ќе ги погоди сите граѓани на оваа држава, вклучително и нас како пратеници, повторно ќе кажам, единствениот мотив по кој што се водиме ние пратениците од опозицијата е како да помогнеме ова да не се случува. Сметам дека сите средства кои што ќе ги прибавиме на овој или иној начин треба да ги користиме ревносно, треба да ги користиме суштински, а не како пиар алатки за да се купи социјален мир. Еве, вие ќе се соочувате со таа криза, 1 милиарда и 85 милиони евра до сега, веројатно со ова ќе порасне уште дополнително, а веќе најавивте и ново задолжување. Ние од оваа криза ќе излеземе презадолжени, ќе бидеме високо задолжени, заради тоа што сега во моментот сме 59,5%. Тој 1% многу брзо ќе го пробиеме, ќе се соочиме со тешки економски предизвици, а сепак од ова се ќе излеземе без никаква додадена вредност. Вие имате неколку изјави каде што кажувате дека оваа економска криза ќе биде пострашна од таа во 2009-та, 2011-та и 2012-та година, и тогаш имавме економска криза, ама успеавме да се извадиме од тоа со тоа што ревносно ги инвестиравме тие пари и создававме капитални инвестиции, вложувавме во капиталните проекти. Бројот, односно процентот на кој што во ребалансот се симнува тие капитални инвестиции е навистина катастрофален, така да еве една препорака од опозицијата. Вие сте нов министер, единствениот начин, тоа го кажуваат и сите економски учебници и економски експерти, ние да се извлечеме од оваа криза која што несомнено ќе дојде, е само да инвестираме во капиталните инвестиции. Господине министер, господа представници на власта и пратеници на власта, форсирајте, притискајте да се вложува во капиталните проекти,
Во овој момент, во тие проекти не треба да се гледа кога се започнати, од кого се испроектирани. Вратете се во министерствата и во институциите. Побарајте што имате проектирано и што е готово да се отворат набавки или да се почне да се работи. Еве ќе кажам само еден пример заради тоа што пред да бидам пратеник работев во Министерството за транспорт сектор, опфаќа над 20 гранки, кои што при вложување на државата во такви проекти ќе може да ги развие тие гранки кои што потоа директно или индиректно би приправиле одредена корист, намесно да креираме проекти или еве сет на мерки кои што ќе бидат искористени само 54,55% од оние на кои што се наменети. Навистина треба да почнеме посуштински да ги анализираме овие работи. Тука има во материјалите со оглед дека е наменски заеми за што е вака наменето, има таму чудни цифри за кои што јас разговарајќи со докторите и со здравствените работници од мојата пратеничка група не можевме да најдеме сходно дека еден болнички кревет чинам беше пишан дека е 50.000 евра. Имаме импозантни доктори стручњаци во Собраниево, јас ги прашував со оглед дека ако нешто не знам или не сум стручен за тоа, дали постои таква ставка, луѓето се чудеа од кај се ова па тука, така да сметам дека е апсолутно несериозно неколку месеци во светска ковид пандемија, 1 милијарда и 85 милиони евра задолжени, 920 милиони евра буџетски дефицит, пробиена психолошката бариера и бариерата по сите учебници за високо развиена држава од 60%, ние во овој момент вака да се задолжуваме за оваа криза, а покрај тоа што за 15 или 20 дена токму од оваа говорница заедно со вас ќе треба да дебатираме и за новите задолжувања. Така да ви препорачувам да се фатите за работа, почнете луѓе да ги реализирате проектите, заради тоа што со ова ќе се соочиме сите. Со ова ќе се соочиме сите и никој од ова нема да избега, и ова не е креирање или ловење на политички поени, туку ова е изразена загриженост од оваа говорница од граѓани кои што не знаат како да сврзат крај со крај. Единственото нешто што ние како држава го направивме соочувајќи се со оваа ковид пандемија е што излегуваме со импозантна бројка на делење на картички кои што можеби помагаат, ама помагаат само еден месец, ама не креираат трајна вредност. Заради тоа што вие ако имате одредена картичка, дали сте студент, пензионер, следејќи ги и силните, западните држави кои што имаат силни економии, на кој начин одговараат и се респонзивни на оваа криза, можеме и да приметиме доколку добро анализираме економските текови, дека по првичниот пакет сет на мерки за справување со кризата, полека во август почнува да запираат, да се забавува економскиот раст, иде есенски пик и кај нас и кај другите држави, и полека почнува да се чувствува недостатокот на недобро концепираните и мониторираните мерки. Така да тоа е вака еден заклучок од она што јас го заклучив од материјалите, и се надевам дека ќе имаме можност со вас да продебатираме и да поминеме низ материјалите. Реплика министерот за финансии, господин Бесими.